Женскиот одбојкарски клуб Марица од Пловдив, Бугарија е победник на овогодинешниот 38-ми меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаџилевски Чајка, што викендов се одржа во салата на основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Во финалниот надпревар Марица ја совлада екипата на Јанта Воле од Скопје со убедливи 3:0 или по сетови 25-13, 25-13 и 25-12. Во надпреварот за третото место работничкиот Скопје ја совлада тетовска Шкендија со 3:0 или по сетови 25-12, 25-21 и 25-9. Екипата на Марица, актуелен шампион на Бугарија, ја оправда фаворитската титула и заслужено со убедливи поени ги совлада останатите учеснички на турнирот. Първо благодаря на домакините за любезната покана, за това, че ние сме тук и сме част от този традиционен турнир. Најпрво да се заблагодариме на домаќините за љубезната покана, затоа сме ние тука и сме дел од овој традиционален турнир. Иако не сме во добра форма, прифативме да учествуваме на овој турнир. Тука имаме добри пријатели кои имаат амбиција да прават убави нешта. Секој ден се трудиме и работиме со помош на нашите спонзори за нештата да се подобрат. Им посакувам на организаторите и понатаму да се развиваат, да не губат верба во тоа што го прават. По завршувањето на надпреварувачкиот дел беа доделени медали и пехари за првите три екипи, како и поединечно за Весела Бунчева од Марица за најдобар техничар и Тања Српкова од истата екипа за најдобар одбојкар на сите надпревари. Турнирот и оваа година го поддржа Агенцијата за млади и спорт, од каде ветија дека така ќе биде и за наредните манифестации. Искрено се надевам дека 38-та година поред го прави овој меморијален турнир еден од најстарите и најтрадиционалните спортски манифестации и така ќе продолжи во иднина. Агенцијата за млади и спорт традиционално го помага овој турнир. Годинава за оваа намена обезбедивме 200.000 денари од буџетот, меѓутоа искрено ветувам од ова место дека оваа поддршка ќе продолжи во иднина со уште позасилено темпо и се надевам дека еден 100-ти јубилеј сите заедно дека ќе прославиме, да го прославиме ликот и делото на Бранко Хаџилевски Чајка, човек кој што ги постави темелите во одбојката не само во Тетово, туку и во Република Македонија. Првата генерација на машкиот одбојкарски тим Љуботен од Тетово, а чиј тренер бил токму Бранко Хаџилевски Чајка, одлучи нивниот прв пехар освоен на надпреварувањата на републичко ниво да му го предаде на чување на семејството. Ова е оригинален пехар, би се рекло со антологиско значење за освоено прво место во одбојка мажи во Македонија од страна на одбојкарскиот клуб Љуботен Тетово. Со овој пехар, ние генерација поранешни одбојкари на ОК Љуботен Тетово сакаме да изразиме благодарност и почит кон нашиот прв тренер, професор и легенда, покојниот Бранко Хаџилевски Чајка. Сакаме да изразиме благодарност и почит кон целото семејство Хаџилевски. Сакаме да изразиме благодарност кон неговиот син, наследник, промотор, спонзор и фронтмен на современата одбојка Ивица Хаџилевски Чајка.
Сега овој пекар нека ги краси витрините на Ивица Хаџилевски Чајка за понатамошен подстрек и допринос во развојот на одбојката во Тетово, во Република Македонија и пошироко. Одбојкарската федерација на Македонија, каде што е подпредседател, и сите ние треба да сме горди што го имаме овој човек меѓу нас. Пекарот ќе го врши нашиот тогашен капитен Маријан Николовски. Годинешниот турнир беше посветен на женската одбојка. Ова година сакавме баш да ставиме акцент на женската одбојка, да видиме нашите женски екипи како котираат со нивните вршњакиња од регионот. Така да оваа година донесовме шампионската екипа на Бугарија и мислам дека направивме добар потек за да се види нашата одбојка до каде. Нормално мислиме очекувано дека бугарките беа фаворити, меѓутоа нашите екипи се млади, перспективни, тек од нив треба да очекуваме подобри резултати. Ова е едно големо искуство за нив, меѓутоа мило ми што натпреварите беа убави, разновидни, неизвестни на некој начин и мислам дека ефектот на овој турнир е постигнат. Во секој случај, како и секоја година, ова беше празник на одбојката не само во Тетово, туку и на Република Македонија. Имаше тука бивши одбојкари од цела Република Македонија, што дојдоа да искажат чест на покојни татко ми Бранко Хаџилевски Чајка и се надевам оваа традиција дека ќе продолжиме и понатаму. Инаку во полуфиналните дуели во петокот Марица ја совлада екипата на Работнички со 3-0, додека Јанта Волеј беше подобра од Шкендија со 3:1.